Почитувани гледачи, добро вечер. Имам особена чест и задоволство вечерва во студиото да ги поздравам почитуваните гости. Маја Иванова, сопругата на председателот или нашата прва дама и сопруга на председателот на Република Македонија. Добро вечер. Добро вечер. И доктор Софијанова, директор на детската клиника при клиничкиот центар во Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Доктор Софијанова, вие сте малце поактуелна во периодов затоа што имавме едно интервју пред 5 месеци, па скоро имаше и да речам неколку репризи кои не беа нагласени, па луѓето се малци избунети, но сепак актуелностите од тога што ги говоревме денеска доживеа некоја кулминација на некој начин. Почитувани дами, драго ми е што ви имам во студио. За жал, верувам дека овој муабет ќе има и тажни емоции, но и позитивни емоции. Ќе збориме за здравството, за децата наши, за оние деца за кои им треба помош. Има една работа, дозволете ми еден краток вовет, а тоа е дека дури најразвиените општества, најразвиените држави, кои имаат да речем, најблиску до совршени здравство и здравствен систем, покрај тоа што државата максимално се ангажира и тоа е изградено на едно високо ниво, општеството и покрај тоа се организира и постојано го потпомага. Јас пред да дојдам, само се заинтересирав за буџетот на здравството колкафе и можам слободно да кажам, тоа е можеби еден од најголемите буџети во Македонија, што ми дава за право да кажам дека државата на вистина одвојува огромни средства, но и покрај тоа потребни се вакви работи. Какви работи? Организиравте вие пред некое време, а оди и таа кампања и на нашата телевизија, а тоа е донаторска конференција. Ништо особено, ништо посебно, но кога ќе размислиш, многу ретко. Многу важно, но многу ретко кај нас. Чија беше идејата, како потекна и сметавте ли дека нашето општество е зрело да почне еден таков вид да земе активно учество и финансиско да влие и да го развива здравството кај нас? Прво ви благодарам многу за поканата да бидеме гости во вашата емисија и еве преку оваа емисија да ја запознаеме јавноста за ова што се случуваше во текот на овој месец, со посебен осврт на кампањата, националната кампања што ја покренавме за изградба на ургентниот центар при клиниката за детски болести во Скопје. Па вака, секој од нас има свој приватен и свој јавен живот. Так. Јавниот живот се однесува на нашата професија, на нашите професионални ангажмани, на нашите општествени ангажмани, на нашите социјални активности. А приватниот живот е нешто сосема друго. Тоа е нашата природна средина во која што ние функционираме согласно нашите морални вредности, нашите принципи. И во тој приватен живот, во таа приватна средина во која што сме ние како единки и нашето семејство, функционираат норми кои што самите си ги поставуваме и така живееме согласно тие норми и принципи. Кога се работи за јавниот живот, ако во приватниот живот сме одговорни самите кон себе и кон најблиските од нашето семејство, во јавниот живот не сме одговорни само кон себе, туку сме одговорни и кон сите оние што не обкружуваат. Како поединци сме одговорни и кон тие што се до нас, и кон општеството, и кон државата. И не за џабе нашите предци рекле да направиме некое добро, а да бидеме уште пострекни ако направиме јавно добро. Значи, општо добро, односно да поддржиме или покренеме некоја иницијатива или да некоја акција што ќе биде за доброто на сите. Поведена, значи, кога имаме одговорност према оние што се околу нас, пред себе сакала да кажам дека имаме голема одговорност према нашите идни генерации, према нашите деца. А пак одговорноста е уште поголема према оние на кои што најмногу им е потребна нашата помош. Тука говорам за болните деца, тука говорам за децата со посебни потреби, за лицата со посебни потреби, деца со инвалидитет, деца со аутизам, зашто верувам дека и во текот на емисијата ќе проговориме.
И не случајно рекле, тајната на успехот лежи во желбата и во упорноста да се направи нешто што ќе биде од корист на целото општество. Желба несомнено дека сите имаме да направиме добро, треба малце да ја пробудиме упорноста за да дојдеме до некоја конкретна цел. Е поведена од таа општествена одговорност пред се кон младите генерации, кон генерациите што се нашата иднина, а поведена и од визијата што секогаш мојот сопруг ја кажува, да создадеме иднина за младите или млади за иднината, а пред се и од чувството што го имам како родител, како мајка. Со задоволство ја прифатив поканата на доктор Софијанова и тимот на детската клиника, да на некој начин бидам предводник, односно покровител на една ваква благородна мисија, на една ваква хумана акција, како што беше националната кампања за изградба на ургентниот центар при клиничката болница, при клиниката за детски болести во Скопје. Верувам како родители сите знаеме дека нема ништо повредно од животот на детето, дека нема ништо повредно од нашите деца. Во нив ги вложуваме сите наши напори, сите наши морални вредности, принципи да израсне во една здрава личност во ова општество. Нема ништо повредно од животот на секое дете, не само на нашето, и на вашето дете. И затоа прифатив да бидам, покровител на оваа кампања, со повик до сите граѓани на Република Македонија да ја поддржат, да се вклучат во неа, затоа што вакви кампањи, кога се работи за децата, не познаваат ниту верска, ниту национална, ниту никаква припадност. Децата се тие кои што секогаш не обединуваат. И затоа ја го организиравме тој донаторски коктел, донаторски настан, во кој што се вклучија многу хумани, многу позитивни луѓе, за да помогнат да се направи ваков ургентен центар за децата. Може би, оној повик што беше на телефонскиот број 14321, каде што веќе одбројува времето за итноста на ваков центар, може би таа донација за некого е безвредна, за некого е многу мала, меѓутоа верувате за вакви донации е безценета и многу вредна. Може би секундите кои што за нас не се толку кратки, толку безвредни во спасување на еден детски живот вредат многу. И затоа и мотото на кампањата беше да помогнеме навреме, затоа што навистина секундите некогаш одлучуваат за детскиот живот. И мислам дека успеавме во оваа кампања. Како почнаа да се собираат донациите, така кај нас растеше и желбата, и ентузијазмот, и упорноста да ја доведеме кампањата онака како што ја замислувавме, а и над нашите очекувања. Навистина веќе доведовме до еден успешен развој на таа кампања. Донациите се собираа. Кај нас проработе онаа желба што ако се соберат парите во таа прва фаза, каде што ќе биде само изградбата на ургентниот центар. Тогаш веќе размисливме и се поведовме од емоција, од желба да освен тие градежни работи што ќе се направат, да се донесе и нова опрема, да се опремат и повеќе простори, дневни амбуланти, па и амбуланта за аутистични деца. И тогаш, размислувајќи така, добивме еден одговор на сите тие наши прашања, што и доктор Софијанова ќе го потврди тоа. Во кабинетот на председателот на Република Македонија пристигна писмо во кое што всушност беше одговор на сите наши прашања, на сите наши дилеми, што понатаму откако тој ургентен центар ќе се изгради. Дојде една убава поддршка, една голема донација од меѓународната организација, турска организација ТИКА, која што е организација за економска поддршка и развој, која што ги донираше сите 55.000 евра за изградба на ургентниот центар. И потоа следеа донации од многу хумани и многу позитивни луѓе. Ке ве потпрашам за тоа, но би сакал да ја прашам доктор Софијанова за самиот ургентен центар. Кажете ми, зошто е потребен, каков треба да изгледа, што во моментов, бидејќи сепак вие примате итни случаи, а тука сте вие една од најспособните и најголемите професионалци во тоа поле, обучувани сте и во emergency рум во Соединетите држави, така да прилично добро ги знаете и целите процедури на тоа. Ме интересира, значи, што е тоа што треба да се направи и што ви е потребно како инфраструктура на клиниката? Прво, огромно благодарам што имам оваа чест еве вечерва да ви бидам и гостин
Посебно ми е чест да бидам гостин до еден ваков човек што седи тука до мене, за кој што ми предизвика емоции, бидејќи веројатно ние во секојдневието, како што и спомнавте, господја Маја, рековте дека имаме и свој дел приватен и свој дел професионален. Веројатно вие во приватниот дел го дадовте уште повеќе ова кое што го дадовте, јас веројатно во професионалниот дел се најдов себе си. Именно уште во Америка таа фамозна ER или Emergency Room, тоа е она примарно место каде што се прифаќа пациентот кога влегува во клиника, односно кога влегува во болница, каде што го пречекува лекари и сестри, каде што проценува, оценува и веднаш, ако треба, дава помош доколку истата е потребна. Тоа е практично еден и од протоколите и од стандардите за акредитација на една болница на вистина на едно европско, односно да не речам американско ниво. И уште во самиот акционен план, кога дојдов јас како менаџер медицински, прво што го поставив како идеја и како идеен план беше токму формирање на еден ваков. Прво го помисливме дека ќе биде во обликот на една триажа, што би значело, значи прифаќање на пациентот и пружање на оваа прелиминарна или првична помош. Што вие ме прашавте дали тоа се уште не се прави. Да, се прави. Кога навистина има ургентен момент со детето, тогаш веднаш се носи на оддел за интензивна каде што работев јас и мислам дека вие бевте сведок еднаш кога се случуваше таква реанимација во една просторија во која што сепак се и други веќе хоспитализирани и веќе дечиња која примаат таа интензивна терапија, каде што можеби овој дел каде што треба таа примарна реанимација да се направи на детето и не е баш адекватен амбиент каде што треба тоа да се направи. Сегде во светот постои таков простор, кој ние го нарековме ургентен, што и така и се вели како ургентен, а и нема таков ургентен дел за дете. Дел од ургентните случаи ги прифаќаа колегите на хирургија, што можда и во дел после повторно се враќаа кај нас и постоеше оној момент што еднаш кога се сеќавам да го разговаравме, бидејќи го споменав тогаш, се уште постоеше како план и како идеја, веќе почнува и да се реализира. 150 кубни метри од едното до другото место, физичката раздалеченост која треба на отворен простор да се направи. Да, помине и знаеме ни што сме поминале кога сме имале ситуации такви, тоа е извонредно непријатно и за самата фамилија. Понекогаш сме биле викани ние како педиатри таму, друг пат сме викале хирурзи кај нас и тоа одело лево десно. Меѓутоа сметавме дека треба на едно место да се стационира тој проблем и веќе го пронајдовме тоа право место. Значи со еден збор буквално состојбата на терен вас ве тераше да почнете да размислувате дека вакво нешто е потребно. Кажете ми сега кога се работи за тие зафати градежни, не знам и така се што е потребно, бидејќи на некој начин тоа и не се големи пари, а се големи пари, тоа не можам да го проценам бидејќи има болници кои emergency room го прават со милиони, некој го премува за 10-кратно помалку и така натаму. Но што е она што ви е потребно, што треба да содржи едно такво, еве сосема накратко колку можеме ние како лаици да разбереме. Значи пред се треба да содржи простор каде што амбуланското возило со кое ќе се донесе детето ќе влезе. Тоа е тоа кое што еве јас го кажувам и мислам веќе и просторот постои, односно местото каде што ќе влезе амбуланското возило и веднаш пошто се вади пациентот нели на носило или на било што, тогаш да има простор каде што веднаш ќе се интервенира. Значи буквално место кое што ќе биде прифатено од страна на лекарот, а ќе биде достоинствено за да се тоа дете врати во живот ако има потреба или да се процени бидејќи знаете како влегуваат родители, тука имате баби, дедовци, многу кои се испаничени, можеби да не е ништо, а може да е нешто. Но сега ги имате и новите возила, така? Да. Бидејќи тој процес нема да биде само во центарот за итни случаи, туку ќе биде, треба да продолжи од она што ќе се случува веќе и во амбулантното возило, ова ново и современо кое може да ги врши тие реанимации. Сепак, пазете, овде разговараме сепак за новороденчиња, за мали деца, за збориме која возраст? Од 0 до 14 години. До 14 години, но вие и како професионални сте пред се, нели ги прифаќате оние до неколку месеци што се неонатални. Да, неонаталните се тие кои што се така во првиот месец, а понатаму и до првите 6 месеци кои што можат многу брзо да за жал го однесат детскиот живот и можеби тука веќе имавме проблеми околу тоа да можеме да го адекватно згрижиме. Сега ќе го имаме и амбуланското дополнително возило кое ќе го истото извршува и во самото возило доколку не викнат нас родители. Бидејќи ќе има и таа опција, значи да одиме и ние на место каде што ќе не повикат па да го донесеме на клиника, тогаш тоа ќе се врши
во самото возило, а доколку брза помош или да кажеме самите родители се наоѓаат во состојба да се случи нешто дома, веднаш го донесат во токму во ургентниот центар каде што ќе можеме ние да делуваме. Сега да те прашам пред да одам, докторе, да ве прашам пред да се префрлам кај господја Иванова. Ме интересира, зошто не ези се обративте? Зошто не се обративте, не знам, во некоја пивара, директно во некоја фабрика? Зошто не тропнавте на врата на некоја банка? Вие сте лекар, вие кај вас сум ги видел сите можни фаци од политичкиот, јавниот, општествениот, спортскиот, филмскиот, уметничкиот свет и така натаму и така натаму. Ги имате сите нивни телефони, можевте да им свртите телефони, заврши ми работа. Зошто отидовте кај господја Иванова? Цело е кога си има се. Очигледно комплементарноста не спои, а јас живеејќи доста голем период од мојот живот надвор, секаде во светот луѓето ја препознаваат првата дама во својот карактер и во својата желба за хуманост да помогне особено на децата. Тоа сум го видела во Америка уште како дете додека учев средно училиште, така наречениот фандрейзинг секогаш беше покровител првата дама на Америка и тоа уште од тогаш вака веројатно ми стоело во главата, а посебно бев мотивирана на отварањето на летните олимписки игри, ако се сеќавате во Лондон, кога имаше еден цел дел, една цела представа со детски креветчиња, донации кои кралицата практично ги подари на Great Ormond Children's Hospital, која што практично е едно од најубавите. Посветено тоа беше на Флоренс Најтингел, првата медицинска сестра и хуманистка, што се смета во современата медицина. И тоа се моменти кои што веројатно и мене ме потикна, но кога се сретнавме прв пат како идеја да го имаме нели како покровител да ни биде на целиот тој настан, веројатно знаевме што зборуваме и без да зборуваме. Тогаш кога ќе го постигнете тоа, тогаш знаете дека сте на прав пат да споите личности кои знаат без да зборуваат многу да го направат тоа што треба, што и впрочем се случи. Господи Ивано, пред да ве потпрашам уште малку за донаторската конференција, сакам да дознам некои податоци во врска со тоа како одеше, што се случуваше, иако медиумски беше покриена, не знаеме малку вака од оние поинтересни ангажмани. Но ме интересира, сопругите на нашите политичари многу ретко се ангажираат во било која сфера. Најмалку во политиката, а малку повеќе... Јас се извинувам, малку ќе избегнам, но ми интересира сега веќе кога имам приликата да ве прашам. Вие кога почнавте, кога вашиот сопруг ја презеде функцијата председател на Републиката, мислам дека на првата година бевте скоро невидливи. Но очигледно дека во последно време вашите активности земаат зама, вие се почесто ве гледаме со првите дами, непознати политичари, председатели, премиери, емири и така натаму кои доаѓаат кај нас, ги пречекувате, што е нешто нормално што го гледаме во светот, но не е нормално кај нас, бидејќи, не знам, да не навлегувам во сето тоа. Кажете ми, свесно ли влегувавте или едноставно ве повлекуваше целата ситуација, целата состојба? Свесно ли влегувавте во овој процес? Еве почнавте дури и говори да држите на разни манифестации, форуми и така натаму да се појавувате. Веќе станувате и на некој начин и VIP person. Вака да ви кажам, кога мојот сопруг беше избран за председател на Република Македонија, почувствував дека можам да ја насочам мојата енергија, мојот ентузијазам и она што сакам да го направам, да поддржам или да поттикнам некое општествено корисна иницијатива или општествено корисна акција што ќе се преточи во некоја конкретна активност. Не знам дали се сеќавате, јас уште во 2009 кога мојот сопруг отиде на Генералното собрание на Обединетите нации, тогаш го придружував и тогаш прв пат учествував на конференцијата за аутизам, што се организираше во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации под покровителство на сопругата на генералниот секретар Бан Ки Мун. Тогаш беше всушност моето прво појавување како сопруга на председател на некој таков меѓународен настан. И од после тоа учество на таа конференција, која што во фокусот го стави аутизмот и која што едноставно беше повик до сите општества, еве аутизмот постои, да се разбудат општествата, да се разбудат државите дека таков проблем постои. Почнав со активностите поврзани токму со таа болест кај децата. Тоа ми беше првата активност што ја покренав овде во
Република Македонија. Веќе наредната година, во 2010 година, изедов и активно учество на таа конференција, каде што сите ние на некој начин се согласивме дека треба да се вратиме во нашите држави, да ги ангажираме сите потребни ресурси, сите потребни институции кои што ќе се вклучат во подигањето на јавната свест на општеството за таа болест. Веднаш потоа следува, така да јас континуирано почнав ненаметливо да се обидам да ги спојам луѓето кои што работат еве на таа проблематика. Тоа ми беше една... Да ве прашам едноставно. Ајде. Дали ви беше тешко? Не. Дали е напорно? Не, знаете, јас ви кажав на почетокот, тајната на секој успех лежи во желбата да ја имате и во упорноста да имате да дојдете до конечниот резултат. Ако зацртате дека сакате да поддржите нешто корисно и одите до крај да го направите. Знаете зошто го прашувам се ова? Претпоставувам дека знаете и двете интелигентни сте. Но ќе кажам за гледачите. Едноставно сакам ова, ги проставувам овие наивни и прашања, затоа што сакам инспирација да направам. Ние имаме политичари, способни, познати, кои имаат сопруги, кои можат и они да се ангажираат во оваа работа. Од страв заради исполитизираноста на општеството и така натаму и така натаму. Вие докажавте дека може да се ангажирате, нели? Секогаш има политичка борба. Вашиот сопруг трпи и позитивни и негативни критики и така натаму. Тоа е политика. Но она што кај вас, еве обично е тој страв дека ако сега и сопругата се истакне и она исто така ќе биде изложена и тоа ќе биде премногу за самото семејство. Сепак сите имаат семејства. Мислам дека ова е позитивен пример, бидејќи вашето делување и начинот како делувате, едноставно можеби не е многу форсиран медиумски, но е позитивно примен од целата јавност. Така да би сакал оваа порака, моја, ваша, заедничка, да биде и до другите, затоа што општеството нема да го направи подобро само буџетот, само државата. Не значи дека ако ние сме само ангажирани, бираме влада, бираме политичари, бираме парламент и дека готово, завршена е таа работа, плаќам данок и завршено. Не, напротив, уште толку не чека. Уште толку не чека. И тоа е лекција научена од Норвешка, од Британија, од Данска, од Соединетите Американски држави, од Канада. Значи, општества кои имаат бесконечни буџети за издигнување на здравството. Ова што сега сакам да ве прашам, да, надополнете сега, па да идам на донаторската сакам. Ви благодарам прво за убавите зборови. Ви кажав, ако имате желба, ако имате љубов кон тоа што го работите, можете да дојдете до целта и да го направите. Имало и пред мене, ќе има и после мене кои што ќе се ангажираат. Јас сепак сметам дека одговорност на секој граѓанин е да биде хуман. Тоа го кажувам секаде и сега ќе го повторам и во оваа емисија. Значи, сите, не само државата што прави на нас, пак ја кажам онаа позната мисла што ние правиме за државата. Постојат општествено одговорни поединци. Златен Кенеди. Постои бизнис заедница, постојат совесни, хумани граѓани кои што препознаваат вакви работи и ги поддржуваат ваквите иницијативи. Кенеди најдобро го каже. Не прашај ти што можеш да направиш. Државата дава, него да видиме што ќе дадеме и ние за државата. И затоа задоволството е големо кога се прави нешто за општо добро. Мислам дека треба поголема општествена свест, дека и демократијата и хуманите акции се едноставно процес активен. Не може тоа некој друг да ни го направи. Нема кој друг да ни го направи. Доктор Софијанова многу добро знае дека такви ќе се јави Тоше, ќе направи еден цел спрат, ќе дојде Јанко, ќе донесе еден телевизор, и све е тоа ад хок. Но ваквите работи може да го дигнат севкупното општество и да се соберат сериозни пари, да се направат сериозни зафати. Сега, кога сме веќе кај парите, како поминавте? Убаво поминавме, јас само уште на ова да се надоврзам. Нема проблем. Значи, донаторските конференции, донациите, кога се работи за општи добра, не познаваат богати држави, сиромашни држави. Помалку богати држави, помалку сиромашни држави. Еве, јас знаејќи дека ќе дојде до ова прашање, имам така што секој може да го види, да го прочита, да го стретне еве на интернет, ако малку се заангажира да види како се одвиваат овие донации во светот. Прво ќе ви кажам, еве, доктор Софијанова сигурно знае, јас она што го видов кога го придружував мојот сопруг во странство, дека и многу развиени држави, и многу развиени клиники секогаш имаат
донаторска сметка и има донаторски телефон каде што може секој да донира и да ја подржи таа клиника. И тоа клиники кои што совршено функционираат. Еве да им го кажеме простиот пример, го гледа и се воодушевува на доктор Хаус, кој работеше у приватна клиника, каде што за влез таму отвараш врата и джанк $100, вака само за добро вечер. Така, значи, они имаат донаторски конференции, они имаат донатори, значи најприватна. Значи, воопшто немаат и државни клиники, и оние што се државни клиники, и оние што се мешано јавно, значи, приватно партнерство што го има. Значи, сите имаат така. Еве ќе ви кажам неколку примери. Сопругата на председателот на Соединетите Американски држави преку покровителство на серија настани собра неверојатно голема сума на пари поддржувајќи една голема национална кампања што е голем проблем за американското општество, тоа е дебелењето кај децата, што е многу голем проблем во американското општество. Мислам дека и во една од вашите емисии зборувавме акција која што ние ја преточивме сега и овде. Кога ме убедивте да почнам брокула да јадете брокула, и послушав, здрава храна за детство без мана. И ослабев 20 кила, точно. Видите, значи позитивно сум влијаела со кампањата. Мерси боку. Ако значи такви донации кај што се вклучени во шоу програми, во шоу телевизиски емисии, каде што учествуваат видни глумци, пејачи, сите тие како донаторски медиумски покриени настани кои што се за една одредена цел, да се направи една кампања и да се соберат средства, ресурси за да таа кампања стане успешна. Дајана да ја земаме, позната во светот, која што правеше толку хуманитарни активности, собираше толку донации и средства за да ги поддржи децата со пречки во развој, да ги поддржи децата болни од сида, децата болни од рак. Потоа Барбара Буш, сопругата на председателот Џорџ Буш постариот, организираше таква голема донаторска активност за болните од дисклеција. Вие треба да знаете, тоа е нели проблеми со читање што го имаат децата, затоа што тој проблем го имаше во своето семејство. Значи на тие донаторски активности се собраа толку пари не да се реновира еден простор, туку да се изгради цела клиника, што сега во Америка го носи незиното име. Ајде да ја оставиме Америка на страна, да дојдеме малце поблиску, еве во Европа, еве во, да речеме, во нашето обкружување. Сопругата на Стипе Месич покрена активност исто за децата кои што имаат пречки во развој. Донаторска конференција која што беше собрана да се поддржат тие деца. Хајруниса Гюл, сопругата на председателот на Турција, која што покрена таква донаторска кампања за да можат да се соберат средства за да секое дете во Турција добие бесплатни книги и да ја ангажираат целата научна јавност и писателите во Турција да донираат книги за децата за да можат децата да го препознаат убавиот пишан збор. Значи, вакви работи постојат сегде во светот. Не сме и мене ми е драго што почнавме и се надевам дека нема тука да сопреме, него ќе имаме стварно кампањи и за многу други работи. Какво сопирање се ме дополнително изинициравте со овие акции што ви спомнавте, јас во делот знам, ама во дел и еве сега дополнително ние на пример. Како поминавте на конференцијата? Колку пари се собра? Треба да. Добро, јас почна ви кажав преиска дека ние на почетокот нели дека стартот го направивме, она што беше прва фаза да ги покриеме градежните работи ги добивме од турската Тика. Имавте значи некоја одредена сума која ви беше потребна? Ние имавме стартна сума. Стартната сума 55.000 евра. Добро. Тоа беше за старт. Меѓутоа тоа беше првата фаза, а за понатаму значи колку ќе собереме, што подобро и подобро за да се. Ова не ми е јасно. Значи таа вечер предпоставувам имаше политичари, бизнисмени, собрано и така натаму. И доаѓа една компанија и ви вика повелете чек, ги покриваме. И вие завршена работа. Мене се една друга работа ме интересира. Каде се овие другите останатите? Тука се, тука сме. Така, дали тие, мислам, дали они изреагира, аха, добро, еве, ги собраа парите, нема потреба. Дали и они исто така доктор Софијанова, и јас ќе ви кажам, ние имавме и состанок после донаторската конференција со Тика и кога ја организиравме и посетата на клиниката заедно со Тика и директорот на таа организација рече јас ја препознавам оваа благородна мисија, ја препознавам оваа хумана мисија и желбата на вас двете да го направите тоа и затоа јас ќе донирам средства
кои што ќе го нема да ги направат само трите простории, односно опремувањето на трите битни ургентни амбуланти, туку ќе го донирам средства за реконструкција на целиот прв спрат од клиниката. Така да донацијата на ТИКА сега ќе изнесува повеќе и од 100.000 евра. Све е тоа убаво. Меѓутоа, не сопреа тука донациите. Да. Тука се Добро. вклучија и други амбасади, се вклучи амбасадата на Катар со 6.000 евра, се вклучи амбасадата на Тоа ме интересира. Германија со 5.000 евра, се вклучи Тинекс маркетите со 500.000 денари, се вклучи бизнис заедницата и пред се голема благодарност до сите граѓани на Република Македонија кои што ја препознаа оваа активност и преку отворениот телефон, пак ќе го кажам, 14321 донираат средства затоа што препознаа дека се работи Колку за нивните средства се деца. собраа по телефонот? Дали имате некој податок или ја ќе го копам деноеве, нема проблем. Да, па добро, јас Добро. дека не бев овие 2 дена тука, иначе ние цело време имаме увид во состојбата, Добро. имаме донаторска сметка која е Така. токму за оваа намена и посебно отворена како подсметка на клиниката и постојано нашата администрација води сметки и секој ден добиваме извештаи на крајот на денот. Значи 55.000 евра првата вечер, после 2 дена веќе имавме и над 100.000 евра со кои што вие амбулантскиот простор кој што е, знаете, на самиот влез на клиниката и кој што е се уште составен од соби кои што пак ќе кажам, бараат оплеменување, детски цртежи, правење на една реална, убава, вистинска детска болница, тоа е она што веќе планираме во вториот дел. Значи, првата фаза беше ургентниот, втората фаза е комплетно преуредување на амбулантскиот простор кој што секаде во И за тоа светот сега имате веќе средства. Имаме. Ги собравте првиот дел и ви го најавија и вториот дел. И вториот дел. Што е со овие средства плюс што ги собирате по телефон и овие компании кои ги спомнавте и Значи, тоа поединци се кои ќе биде донирале? наменето за опрема, бидејќи тие не може да бидат само и во градежен простор, во водовод, во канализација, бидејќи сепак знаете, тоа треба да биде убаво опремено, простор во кој што ќе има чекална и особено простор за кој ќе ни требаат и уште пари, каде што планираме да ги најавуваме сите кои што се најавени претходно на кол центарот, да има специјални монитори на кои што ќе се гледа кој пациент во која соба, во колку часот е закажан, кај кој доктор. Е, тоа го има во светот, а тоа ќе биде брзо и на нашата клиника. Значи, нема да На има првиот спрат чекање. се и При земјото, амбулантите. при Така, земјото, при приемните земјото. амбуланти, при При земјето. Да. Така. Таму Тие и се токму ургентниот тие. центар ќе биде. Тука и ќе биде ургентниот центар, а веднаш до него ќе бидат амбулантите каде што ќе се гледаат така наречени outpatient part, или делот кој што ги згрижува пациентите кога ќе дојдат на дневен преглед, на контролни прегледи по проблематика, бидејќи знаете педиатри или нашата клиника, сите проблематики ги има во едно собрано. И бубрези, и срце, и мозок, и дечињата болни за жалод, рак и све што е потребно, значи све го имаме токму на таа клиника. Секој оддел си има своја амбуланта каде што си ги следи понатаму пациентите кои веќе поминале на клиниката. А да не се мешат со хоспиталниот дел, тој дел се вика вон хоспитален дел. И тој вон хоспитален дел ќе биде комплетно реорганизиран. Да му е, да не речам сега, мерак на човек да дојде и да почека и да биде прегледан од лекар во една достоинствена просторија. клиника, Да не да речам покажеме европска клиника, да. да. Така, да. така. А, дали се размислува, дали има потреба, затоа што сум го видел тоа на некои клиники детски на приемен дел, дел за болни деца, дел за здрави деца и така натаму. Токму Тоа е Тоа е интенција токму да е се тоа. реновира тоа, да се Токму направи тоа е целиот спрат, да не биде само три простори. Имаше бидејќи имаше едно истражување интересно, не се однесува на детската клиника, но воопшто на целото здравство. Ако граѓаните имаат нешто поплака, има шелтерската работа. Така. Они тука има Така. најголемото чекање, Така. најнезадоволни од односот и така натаму и така натаму. Вие можете значи сето тоа да средите ако имате кадар кој лошо работи, нема ред во оние чекање и така натаму, тоа може многу лошо да се одразува генерално воопшто и на работата, да не тече, да нема оној флоу. Значи, убаво го кажувате. Сигурно дека без човечкиот фактор тука не правиме ништо и да имаме најубава болници. Тоа го знаеме од примери тука. Меѓутоа има еден фактор кој што сега морам да ви кажам, еве го спроведуваме секојдневно. Значи го менуваме тој внатрешен духовен стил на однесување и кон пациентите. Како велат, една насмевка не чини ништо, а толку многу дава. И верувајте ми, барем на утринските состаноци го разговараме, јас се ова што го зборуваме вечера, моите колеги го знаат. Имаме секој утро стаф митинг во кој што разговараме, јас им ги пренесувам токму овие работи. Јас сакам мојот колегиум да знае се што се прави, да играме транспарентно, сите да се вклучиме во тоа, не само јас или господја
госпоѓа Иванова, бидејќи ја препозна и тие. И сега сакаме во тоа да не забораме американската амбасада и госпоѓата Мери Джо Волерс, исто така беше многу... И холандската амбасада исто така, госпоѓа Мариет, која што навистина во целата оваа приказна дадоа посебен удел со нивното присуство и со поддршката, токму споменувајќи ги овие примероци кои што доаѓаат од токму од нивните држави, и мојот Клеј Батемор, кој што знаете е мојот консултант, иначе американец кој живее во Македонија, кој исто така несебично се дава. И за да сето тоа го вклопите, морате да имате луѓе кои ќе бидат среќни да го направат тоа пробоно, за да дојде до сите медиуми, односно до сите овие работи. Тоа беше New Moment и мојата пријателка Ели Пешева, која несебично исто се даде во целата оваа работа, за да може да дојде до сите овие работи, да речам вака, до вас, до нас, до секој граѓанин. Тоа е PR агенција. И секој тоа буквално го направи само од ентузијазм. Верувајте ми, само од ентузијазм, затоа и донесе ваков успех. Затоа донесе ваков успех, точно, зашто сите влеговме со голем ентузијазм. Сите заеднички ја покренавме оваа акција и нема да се опреме. Уште еднаш ќе кажам, нема да се опреме тука, затоа што пак ќе кажам... Акцијава има некој лимит, го исполнивте лимитот, она што го исполнивме ние и повеќе од тоа што како старт го направивме. Меѓутоа тука не запираме. Затоа што, еве, колку пати разговаравме со доктор Софијанова, подржувајќи една друга активност, кога се работи за аутистичните деца. Јас ја замолив, ако се собираат средства на таа клиника, ако се собираат повеќе од она што е потребно за ургентниот центар, тогаш навистина ја замолив да се отвори еден дневен центар за децата со аутизам. Тоа ќе биде тема веројатно што ќе ја продолжиме. Уште еднаш јас сакам, еве, повторно преку вашата емисија да се заблагодарам на сите граѓани на Република Македонија. Навистина што препознаа ваква акција, што препознаа ваква иницијатива и го дадоа својот придонес. Јас ви кажав, голема поддршка имавме и од мојот сопруг, кој што веднаш кога му ја презентиравме оваа акција, ни рече: вие тоа го можете, вие тоа можете да го направите, ја имате мојата поддршка, дури и со сопствена негова лична донација, донираше својата плата, затоа што препозна општо добро и препозна она што секогаш го вели, да создадеме млади за иднината и иднина за младите. И често пати ни го поставуваат прашањето: зошто ваква конференција, зошто ваква донација? Да, често нели и критиките се обично, па државата нека одвоила за ова, зошто не одвои, што е 50.000 евра и така натаму и така натаму. Ја пак велам, државата одвојува најголем буџет за здравството. Значи, посебно за здравството. Сумите се огромни. Значи, збориме не за милиони, не за стотици милиони, збориме за милијарда евра. Значи, вие гледате како се реновира педиатрија сега, веќе левото крило, и вие ги видовте дел од реновираните простори. Повелете во секој време, значи левиот дел или... Не благодарам. Да ја погледнете, не како пациент. Не, господјо Иванова. Да видите што сме направили. Ја еднаш ја видов на дело како работи, прво тоа е страшно да се гледа за нетренирано око. Јас осема неспремен влегов таму. Тоа ми беше втор, мене, поготово јас сум емотивец. Не сум можел со месеци да спијам после тоа што го видов. Моето обраќање на донаторската конференција, јас се обратив посебно кон тимот на детската клиника. Им се обратив на луѓето кога ние како родители сме немокни да помогнеме, ги препуштаме нашите деца во нивните раце. Значи ги препуштаме на луѓето кои што имаат не само знаење, не само ентузијазам, не само љубов кон тоа што го работат. И токму тој тим, токму оваа директорка и тимот што она го раководи, ја препознаа потребата за изградба на ваков ургентен центар. И нивна е заслугата, значи да покренат една ваква иницијатива, а после сите ние да се вклучиме и да го дадеме својот придонес. Друга енергија строи, значи кога веќе видоа луѓето дека навистина постои несебичност и ентузијазам, ништо повеќе, што не мотивираше нас две и еве овој тим што го спомнавме, неколку луѓе заедно што се ангажиравме и така натака околу тоа, беше сепак процес. Ќе добиете слава, дојдовте ујади бурек. Да, меѓутоа, знаете како? Сега сакаме уште повеќе и повеќе. Мојот тим на клиника е посреќен имајќи оваа енергија со која и тие се мотивирани утре и прегледите кон децата и се што треба дополнително да го дадат како лекари, да го дадат уште подобро. Не знаете колку тоа значи. Верувам, затоа што и они чувствуваат дека општеството не е само критичко спрема нив, туку е спремно и да им помогне. А тоа е и некоја професионална сатисфакција. Сето тоа е на страна, важно е здравјето на нашите деца. Ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Спомнавте уште неколку интересни теми кои сакам да ги разговараме.
повторно во живо, од студиото на Јади Бурек, на Сител 3 телевизија, го продолжуваме разговорот со моите гости. Господјо Иванова, што се сега натаму плановите? Успешна и повеќе од успешна акција која ја препозна не само нашата јавност, туку и дипломатскиот кор, политичарите и така натаму. Бизнес заедницата, граѓаните. Така. Значи, што е за поздравување и што ќе даде поттики за иднина не само вие, туку и некој друг на општествено корисна работа. Значи, општеството ја препозна добрата идеја, добрата волја да се направи, дека ќе се прави нешто позитивно и помогна во тоа. Целта ја остваривте. Собрани си и повеќе средства. Велите сега ентузијазам, што понатаму? Ентузијазам Јас за во што? првиот дел од емисијата ви кажав дека разговарав со доктор Софијанова, дека тука не сопираме, значи ургентниот центар, кампањата и понатаму тече. Средства се собраа повеќе од она што очекувавме, средства веројатно ќе се собираат и понатаму, затоа што кампањата се уште трае и навистина тргнувајќи од тоа што беше моја прва активност кога се вклучив како сопруга на председател, ми беше она што е проблем и она што се потреби на аутистичните деца. Ја замолив доктор Софијанова, бидејќи за тие деца е потребна стручна помош, што они ја имаат, потребни се кадри, што они ги имаат, потребни се ресурси, што можеме преку вакви кампањи да ги донесеме. Ви кажав дека од 2009 се вклучив во сите тие активности. После конференцијата повторно во 2010 за време на Генералното собрание, кога се вратив во земјата, почнав така да кажам, страмежливо, ненаметливо, меѓутоа со првите чекори кон подигањето на јавната свест од во општеството дека аутизмот постои и дека мора да го слушнеме. Така и всушност е и кампањата што се води на глобално меѓународно ниво Autism Speaks, значи аутизмот зборува. По враќањето од Њујорк ги покренав првичните активности и успеав на еден, пак ја кажам, ненаметлив начин да ги спојам поединците од академската заедница што се бават со оваа проблематика, здравствените работници и здруженијата кои што ги има неколку кога се работи за аутистични деца од една страна и родителите чии што деца се аутистични деца со сите нивни проблеми што како семејства ги имаат. И тогаш реков, ќе бидам покровител на сите активности врзани со аутизмот, само под услов ако сите се обединете. Значи не може во едно здружение 5 деца, во друго здружение 10 деца, во трето здружение тоа се истите деца кои што имаат исти потреби, истите деца кои што имаат исти проблеми, родители кои што се судрираат со тие проблеми, значи да се обединиме за да направиме нешто добро. И навистина успеав и почнаа првите активности. Пред се тоа беше со правење на така да ги кажам хепенинзи, хуманитарни хепенинзи во кои што се вклучи многу познати од шоу бизнисот, се вклучија пејачи, се вклучија глумци, кои што ги поддржаа тие активности, меѓутоа сето тоа се сведуваше на такви, само на манифестации, кои што на некој начин значеа подигање на свеста на општеството дека таа болест постои. Кога почнавме да го одбележуваме и Меѓународниот ден за аутизмот, 2 април, веќе направивме и 2 манифестации токму на тој ден под мотото Обој го светот во сино. Дури и обоивме објекти во градот со сина боја, да кажеме дека еве и ние се вклучивме во една ваква кампања. Меѓутоа, не ми беше тоа доволно. Само декларативно да се бориме, само декларативно да збориме дека тоа постои, требаше да се покрене нешто што ќе дојде до остварување на некои цели. Драго ми е прво што постигнавме да ги извадиме родителите и децата во јавност. Едноставно родителите да проговорат за тие деца, да излезат надвор во јавноста и да кажат: да, моето дете е болно од аутизам, мене ми треба помош. Сакате да ми кажете дека пред секој нас ради оној менталитет такво дете да се крие од јавност. Веројатно и тоа, еве, професор Софијанова може и повеќе ќе зборува за тоа, зашто знаете, аутистичните деца живеат во еден паралелен свет. Во еден свет во кој што сами за себе се доволни. Бидејќи се вклучи во ваквите активности, прочитав доста за аутизмот и не случајно тие деца ги викаат тивки мудреци. Тие се многу интелигентни, само што не можат тоа да го искажат. Тоа се одлични математичари, тоа се одлични уметници кои што со музика што се бават. Значи тоа не случајно ќе речам пак ги нарекуваат тивки мудреци. Тие ве гледаат, меѓутоа не ве препознаваат, ве слушаат, не знаат да ви одговорат. Тие се
ве чувствуваат, имаат чувства, не можат да ги искажат. Значи, не случајно се вели до аутистот не можете да допрете, ниту па аутистот може да допре во тој реален свет. И драго ми беше што родителите излегоа и проговорија веќе за ова. А посебно драго што оваа година на одбележувањето на меѓународниот ден на аутизмот го одбележавме со прием во кабинетот кај мојот сопруг. Значи, мојот сопруг ги прими и членови на здруженија, прими и од научната, од академската заедница што се бават со овој проблем, представници од здруженијата и што беше најважно, ги прими и родителите и децата, представници од родителите и аутистични деца. На моменти многу потресна, со многу емоции ја доживеавме таа средба со тие деца и јас неколку пати сум кажала и знам дека ќе се повторам и во оваа емисија, ама навистина вреди да изодиме милиони чекори, милиони активности, за да добиеме една таква преградка, една таква насмевка или еден таков бакнеш од аутистично дете. Доктор Софијано, ајде молам малку стручно. Што е тоа аутизам? Со една обична дефиниција нема да можеме да го објасниме, затоа што ова е синдром кој опфаќа во себе многу симптоми кои понекогаш можат на самиот почеток и нас лекарите да не доведат во заблуда. Еве, баш така народски и општо кажано можам да кажам дека за жал или еве сега веќе ги препознаваме, меѓутоа бројката на аутистичните деца или аутистик-лајк симптоми со кои ги манифестираат сите овие, да кажеме, можеби неемоционални ситуации, живење во свој свет, едноставно невозможност да се исконтактира, посебно со фамилијата, каде и првично се препознава овој проблем, некогаш дури доколку отидат и обично родителите не ги ни носат на лекар, туку ги носат во градинка сметајќи дека можеби таму ќе се миноризира, односно ресоциализира и ќе се свати дека едноставно постои сепак по-широк проблем кој мора да се елаборира од повеќе аспекти. Еден од овие аспекти е лекарскиот, но не смееме да исклучиме дека овие аутистични дечиња не може само лекар да ги набљудува. Значи, тука мора да имате логопед, мора да имате дефектолог, мора да имате психолог, мора да имате добар детски невролог, кој што ќе може сепак од сите агли да го посматра детенцето за да му помогне. Сите овие работи доколку навреме се сватат, се увидат, се видат и се работи со детето, мојот оптимизам, јас сум сепак интензивист и во мојата работа знам, нема откажување и овде нема откажување. Да ве потпрашам за да разбереме неколку работи. Јасно е дека не е болест која се гледа со диагноза на крвна слика, дека може со скен да се види, дека, не знам, има видливи симптоми на телото, физички и така натаму и така натаму. Дали се работи пред се за ментален проблем или се работи, бидејќи рековте, склопе е тоа еден, сложен, се работи, што покренува? Дали е некаква физичка работа, бидејќи аутизмот, чекај, ова да ми да објасните, да ми стане мене и на гледачите јасно. Дали некој се раѓа аутист или станува аутист? Може да биде нормален, па да стане аутист, сосема да преиде, да го иницира нешто од надвор, болест, не знам, ситуација, па некојаш и во фамилијата, ако постојат одредени стресови состојби кои ќе го оддалечат детето од родителите, може да предизвикаат такви аутистик-лајк симптоми. И затоа секогаш кажуваме, барем во медицината, тоа е една, велат, само небото го знае точниот причинител. Некојаш може да се родат, да, може да има генетска предиспозиција за такво нешто, а може и со тек на време да се пројават тие симптоми кои ќе го дешаржираат ова однесување кај децата. Значи, тоа е повеќе на едно ментално ниво. Оно што го гледаме физички кај овие деца, тие деца изгледаат одлично. Значи, најнормално. Нема никаков заостанување во физичкиот развој. Напротив, изгледаат одлично. Меѓутоа, веднаш ви паѓа во очи една емоционална ладност. Значи, постои една недопирливост до вас. Сакаш да ми кажеш, мајка го гушка, оно не трепка. Токму тоа. Јас имам почувствувано, баш сигурно дека тоа беа дојдени колку за да ги насочам каде и како, меѓутоа сватив дека се работи за такво дете. Јас обично знам да постапам, веќе работам долго време со деца и ми е јасно како треба да пристапам и со помали, со поголеми. Не успеав да допрам до детето, не знаете колку мене ми беше тешко што не успеав, значи се можно најдов, незаинтересирано за разговор, незаинтересирано, ниту па родителот на повик, на родителот не ви одговара, не ви го, да речеме, позајмува муабетот и веднаш приметувате
дека нешто со самото дете не е во ред, меѓутоа не пристапувате кон диагностика. Ова е процес кој морате вие на сите нивоа да го расчлените за да дадете конечна, да речам, диагноза. Многу е незахвално да веднаш вие ова или тоа. Не знаете кој хендикеп го правите и во самата фамилија. Обавезен разговор со фамилијата. И ја мониторирате ситуацијата во фамилијата, заради која може да биде тој дешарш настанат. Многу пати се случува да речат сосема беше во ред детето, додека не се случи тоа и тоа. Значи мора да се видат од повеќе агли нештата за да точно стигнеме до правиот момент. Некогаш има и лабораторија. Ако ме прашувате за медицински, да. Има и лабораторија кај некои дечиња недостасуваат оние микроелементи кои се многу важни. И кај децата особено натриум, калиум, манган, цинк, тоа се такви микронутрициенти кои што се исто важни за растојот и развојот на мозокот, на клетките воопшто на организмот. И самиот нивен дефицит понекогаш може да ни биде патоказ кон тоа да доколку го вратиме тој дефицит на такви микроелементи на кои не сме обратили внимание порано. Дали труењето е возможно, на пример? Може. Може и труење. Жива, олово. Може. Тука има многу теми за разговор. Знам. Јас само ќе иницирам, нема да ве внесам, оти тоа е една страшна машина која ако ја деновиве ќе имам и повеќе гости во врска не само од медицина, малку и алтернатива затоа што сакам да се покрене тој разговор. Кажете ми, што значи ајде да го спуштам нивото. Да го спуштам, ќе ми извинете, ќе го спуштам нивото. Не се работи за ментално ретардирани особи. Значи се работи за многу интелигентни особи. Значи, кои што живеат во свој свет. Значи, како да ги разликуваме од интровертните? Има луѓе, нели? 4. Колерик, нели, интровертен, вако и такви и така натаму, нели, психологијата. Затоа да не преаудицираме, да не предиагностицираме веднаш, зашто е многу, пак ќе кажем, неблагодарно веднаш да кажем ова е тоа. Апче лек нема. Само, значи, како што е сложена диагностиката, на оваа болест така е сложено и лечењето. Лечењето, затоа прво мислам дека е најпаметно, ако размислуваме, пошто вечер ви се иницииравме, а и претходно разговаравме на таа тема, да направиме еден центар кој што ќе ги собере сите овие како мултидисциплинарен тим во приодот кон тие дечиња. А тој центар пак му е местото на клиника за детски болести. Да, и Господи Иванова, како имавте прилика да, нели, разговарате, да се сретнувате, да ги видите иницијативите и така натаму. Еве гледам дека ова ќе ви биде ваш следниот предизвик за заеднички предизвик ќе не биде заеднички. Дајте ми малце да ви кажам колку знаете вие во рамките на она што сте го виделе. Ме интересира како треба тој центар да изгледа, колкав треба да биде, кои капацитети од прилика, што се сретнавте? Кога патувам со мојот супруг на официјалните посети, нели постои таа дамска програма која што е за сопругата на председателот во неофицијалниот дел. Секогаш кога одам и кога ќе ме прашаат што сакам да посетам, секогаш барам доколку има во таа земја каде што сме да посетам градинка, училиште, гимназија, зашто тоа се деца кои што и понатаму тој аутистичен спектар не се лечи. Тие деца живеат со тој. Тоа не е болест само на децата, тоа е болести и на возрастни луѓе. Имав мој така. пријател 30 години заболел од аутизам, 3 години се лечеше, среќа се врати. Значи има и враќање. Има и апсолутно успех има на тоа. Ништо не спомнавме дека има успех во враќањето во нормалниот емоционален живот. Затоа се бориме тоа. И ете, најсвеж ми е примерот на официјалната посета на Австрија, кога со сопругата на австрискиот председател Фишер посетивме детска градинка единствена во Виена, која е за аутистични деца. Мислам, тоа се центри во кои што, како што рече професор Софијанова, дека се вложува и во кадар, се вложува и во ресурси, се вложува во свевнат. Тоа се спектари на бои кои што треба да ги препознаат, кои што живеат, спектари на музички звуци кои што доаѓаат, кои што треба да ги прими увото на аутистично дете. Тоа се најразлични реквизити со кои што они располагаат, со кои што играат, со кои што мислам не е едноставно да се направи таков аутистичен центар.
И затоа мислам дека еве и оваа кампања во подоцнежниот нејзин напредок на оваа кампања, што верувам дека нема да сопре, ќе може да се наменат средства и токму за ваков центар. Под прашање. Кога беа, само да завршам со ова, кога беше приемот во кабинетот на мојот сопруг со родителите и со аутистичните деца, тие на некој начин ги презентираа и своите барања. Ние можеме да ја слушнеме и таа страна, токму страната која што е најмногу засегната од таму. Значи тоа се родителите и оние што се вклучени. Зошто не е само да се отвори центарот, значи потребни се дефектолози, потребни се стручни лица. Еве јас ќе ви кажам, сум покровител на една голема конференција, односно бев покровител на една голема конференција што се одржа во Скопје под називот Слобода во вода. Значи хидротерапијата за децата. Се користеа базените, се проговори за тоа, значи се Знам, тоа е во центарот, спортскиот центар Борис Трајковски. И често пати заедно со нив го делам базенот. Ете така. И знам дека тогаш се понудија некои решенија, се понудија кадри да се образуваат кадри кои што ќе бидат спремни да влезат во вода. Така. Мислам, не јас тука ја следев обуката. Кога дојдоа на, пак ви кажувам, на средбата при обележувањето. И да ви кажам, се видов и со Ребека и со родители. Така, презадоволни се. Влијанието на водата толку позитивно делува. И затоа го поддржав тој проект. Толку позитивно делува кај нив. Тука има не само аутистични, туку има и деца со специјални потреби. Ама буквално кај сите водата делува чудотворно, најобична базенска вода прави чуда. Сакам ова да ве прашам, во Австрија ме интересираше, мора да го разглобиме тоа пред да продолжите. Градинката исклучиво беше за аутистични деца. Значи, они заклучуваат дека аутистичните деца со нормалните деца сега за сега не е добро да се мешаат. Не, ние имаме пример со една градинка овдека каде што има и здрави деца и аутистични деца. Него они, бидејќи бројот веројатно е поголем тамо, и они направиле исклучиво градинка за аутистични деца. А колку што јас слушав и колку што јас овде гледав, многу е голема помошта на здраво дете што може да му го даде на аутистично дете. Значи таа социализација, таа интеграција во тој нормален свет, имав пример што ми го раскажува во градинка во Скопје овдека, аутистично дете и здраво дете. Јана и Марко. Марко е аутистично дете, Јана е здраво дете. Марко е хиперактивно дете, многу интелигентно, аутистично дете кое што не може да е хиперактивно, кое што не може да е хиперактивно, аутистично дете. Чекайте, ова ми е сосема нов момент, бидејќи аутистичното обично ги сметам за интроверни. Не, хиперактивни многу. Јас сум го видела тој случај овде во Скопје. Значи Јана успева да седне со Марко, за да едноставно својата смиреност да му ја пренесе на Марко, да го натера да мие запчиња со неја, да јаде, да ја држи лажицата со неја, за да ја јаде храната, тоа што не може да го постигнат, тоа е тоа што здраво дете може да му помогне на дете. И затоа потребата што ја кажа и родителите, и здруженијата, и Македонското научно здружение за аутизам, е пред се прво да се направи таа национална стратегија за децата со аутизам. Значи државна национална стратегија, што потоа создавање и правење на еден регистар за болните од аутизам, па после обука на дефектолози, зашто ние имаме аутистични деца, може професорката повеќе знае што се вклучени и во редовниот образовен систем. Тие се и во нормални паралелки во школите, само веројатно со некои додатни и поголеми напори од професорите и тие што се вклучени во образовниот процес. Јас сум го видела тоа и затоа го... По мене, клучно да се интегрира. До сега не сме имале. Не, доктор Софијанова, друго ќе ве прашам, затоа разјаснив. До сега не сме имале вакво нешто во минатото, не затоа што општеството било небрижно, туку немало олку случаи. Морам да кажам, еве и јас како родител, кој сум веќе 20 и кусур години родител, значи следам колку нешто, мислам дека се случува една вистинска епидемија. Не морате, вие сте професионалец, сепак не смеете да ги користите моите аматерски забелешки. Но, дали ќе се согласите со мене дека последниве децении имаме рапидно зголемување на вакви случаи, на ваква болест, која пред неколку децении скоро и да беше непозната?
Дефинитивно се согласувам и тука нема дека вие го кажувате од ваша гола, јас од медицински апсолутно зголемен и ние го нотираме веќе, меѓутоа еве тоа е сега следниот чекор да направиме еден регистар за овие дечиња кои имаат ситуација. Значи одма да не ја кажеме како болест, туку имаме ситуација. Значи гледаме, посматраме дека нешто се случува за да можеме да ги интегрираме, ако и тука не го бива, да можеме да најдеме друго ниво или друг начин со кој ќе му го подобриме животот на тоа дете како и да е. Меѓутоа, мојот основен став, а верувам и на моите колеги, колку можеме повеќе да ги интегрираме, ама тоа значи подигање на целокупната колективна свесност за постоење на ова. Како лекар, како медицинар, најдовте ли некој заеднички именител во целово? Спомнавте некои микроелементи. Што значи тоа? Тоа значи суплементи во исхраната, или да, кај некои дечиња на вистина исхраната може многу да ја подобри нивната состојба. Јас имав едно дете. Имате ли некои лекарства со кои располагате? Имате ли некакви третмани конкретни? Значи чистење на организмот. Аха, детоксификација, чистење? Детоксификација, буквално, или чистење на организмот од она кое што недостасува, значи суплемент на тоа што недостасува. недостасува. Многу научи вечерва. Две работи ги научив. Ја предпоставувам, еве и со ваша помош, рековте, кај вашиот сопруг, кај председателот биле гостил луѓе кои се истручни. Јас се надевам ќе ми помогнете да стапам глутенска храна или што значи чистење на организмот, еве тоа и јас го слушнав и затоа. Ќе го искористам средбава со вас да ми дадете некои контакти и да ги поканам во емисија, затоа што ова што доктор Софијанова го збори, од една страна многу ме загрижува, од друга страна ми дава надеж. И ќе треба да се постават работи кои во овој момент, и ќе биде разбирливо, ќе идат од шпекулации, од шпекулации до екзактна наука, додека не се дојде до некој одговор. Затоа што има фрапантни податоци. Дали е од вакцини, дали е до глутен, но и така натаму, и така натаму. Но ми давате надеж, бидејќи ако дисциплина во исхраната може да ни го подобри на наш обичните луѓе, да ни намали холестерол, да ни го среди спиењето, да ни го среди, зашто таа исхрана не би можела да помогне во вакви случаи, кај што гледаме дека немаме некоја физичка мана или ментален развој, значи има некаков дебаланс во целиот организам на повеќе сфери. Така е. Тоа што го кажувате покажува дека воопшто медицината веќе поминува во други фази. Знаете како се менува, расте, се да речеме шири во кругот на области кои порано се уште не беа ни доволно истражени, ни доволно да се знаат. Една од овие области е токму аутизмот. Јас се веќе ви кажам, сега пак морам и на свое што се вика да свртам, бидејќи работам на интензивна прематурчиња. Што беа прематурчиња порано не преживува? Знаете, предвремено родено, новородено, 500 и 600 грама се рачунаше, сега тоа е најнормално, ние го преживуваме. Значи се менува медицината до други димензии. Се сеќам кога разговаравме во едно интервју, уште пред 4-5 години, ми рековте тогаш 7-8 месеци беше на времето, она минимална граница, сега ја спуштивте 6 месец. Американците кои ни беа гости сега, тие веќе да знаете, тие уште повеќе си на границата. Значи се менува медицината. Ќе ги шибнат у свемеру, на свемирска станица за да ги ние сме двете спремни. Ние сме спремни. Тоа само научивме. Дека и да биде така во делот од медицината не смееме да се откажуваме. Мораме да се бориме. Колкав центар ви треба? Значи, што е центарот? Што е финансискиот предизвик? Значи, од квадратура ме интересира колку луѓе, што треба, како тоа треба да изгледа, дали тоа треба да ви биде на првиот спрат, на горниот спрат, дали ви треба посебен одел и така натаму и така натаму. Колку значи, ве молам, сиве овие прашања ви ги нафрлам да не ви се уфрлам во збор. Колку деца имате до сега регистрирано? Знам дека треба регистар да направите, но колку имате представа и така натаму? Значи, со колкав капацитет ви треба стартно? Кога ќе го почнеме веќе да го зборуваме ова, верувам дека веќе од утре ќе се јават родители кои ќе се кажат својата мака. Кажа господја Иванова, дел од нив се уште кријат својата мака, но тука ги охрабруваме, токму и ова идејата, кога сме вака заедно или кога зборуваме отворено, да може да се обратат родителите, да знаат дека имаат барем како да се обратат. Еве сега тука јас како медицинско лице би можела барем да им дадам прелиминарно да знам дека постојат и таа фамилија, да се охрабрат, да ги кажат маките и проблемите. Кога ќе го формираме регистрот, ќе знаеме за колкава група на деца ќе има потреба од 2 дефектолога, 3 дефектолога, логопеди, значи како што реков
зборувавме формирање на мултидисциплинарниот тим кој сепак треба да биде под капата на клиниката за детски болести. Бидејќи тука е супервизијата. Тука ќе бидеме сите заедно на утрински состаноци центар, која ќе на секој утрински состанок ќе се дискутира случај по случај, ќе се бараат мислења од еден, од друг, од трет и мислам дека само на тој начин ќе се даде правиот пат за да се реши проблемот. Значи, Не нема да велам ги терапија ставаме е во ментална институција, за не, ментално готово болни, ти. Ништо. туку ќе ги ставаме на место кое многу ќе биде слично, значи да парафразирам, може да го кажувате, на нормална кој ќе биде средина. на нормална Сигурно. средина како и секој дете Како и секое дете, да. што Ви кажав, не случајно ги нарекуваат ивки мудреци, така да. колку добро, таков центар треба да згрижува дете 3, 2, 8, 24 часа. Добро, тоа е дневен центар. Мислам дека Дневен центар. обично Добро. тоа се дневни центри каде што можат родителите да се ослонат на тој стручен кадар кој што ќе помогне, кој што ќе ги збрине тие деца, а сепак тие деца си имаат своји фамилии и тие си живеат со своите фамилии. Мислам тие не Што е остануваат. проекцијата, господи Иванова? Колкави средства ви се потребни за следнава акција? Тоа е Што следна ќе биде акција, еве целта? најавуваме дека со заеднички напори повторно ќе покренеме една таква иницијатива. Веројатно ќе треба да седнеме не само ние, ќе треба да се вклучат многу што се вклучени во тој проблем. Пак ви кажувам, академска заедница, здруженијата, родителите, здравствените работници посебно и мене ќе ми биде драго ако ваков центар стварно се отвори во рамките на детската клиника каде што стварно е најпотребен. И знаете како, и кога зборувавме за ургентниот центар и сега кога ќе зборуваме за аутистичните деца, верувам дека нема да има поголемо задоволство за никој од нас кога ќе види дека од таа клиника излегува едно здраво, насмеано дете кое што е спасено во таа клиника и верувам дека нема да имате поубава приказна, односно сторија, кога на ваш медиум ќе објавите дека тоа дете е излезено здраво од таа клиника, дека му е помогнато, дека е вратено во прегратките на своите родители, во прегратките на своите баби и дедовци, во прегратките, односно во школските клупи од каде што излегло заради некоја болест. И затоа сите овие напори што ги правиме токму за тие деца. Не ви се потребни акцелератори, радиоактивни елементи, скенери специјални, значи потребен е еден убав, уреден простор пред се. Така. Тоа не би требало да биде нешто невозможно и не би требало да сигурно. биде ориентирано само во Скопје. Па ќе почнеме со Скопје. Да, Ќе почнеме сакам со да Скопје, кажам, не би било невозможна мисија да вакви Да не центри може се да се отвараат направи. Сигурно. во другите градови. Сигурно. Колку што ве разбрав вас, потребен е пред се обучен кадар за вакво нешто. Така е. Колку Обучен ние имаме кадар. кадар ваков обучен? За жал, Сега. насмевкава дојде до проблематичниот момент. Е Добро? проблематичен, ако сакам искрено да зборуваме, можеме, мислам, луѓето што ме знаат дека сум дури ненормално искрена во изјавите. Тука имаме дефицит. Не дека немаме кадар кој што ја знае работата, туку имаме помалку Премалку. кадар. Кој што сега веќе вклучувајќи вакви, да кажеме, активности кои што ќе донесат тоа да треба да се зголеми бројот и на тие кои што ќе се занимаваат и како невролози, педиатри и како тие кои што се занимаваат и со развојна медицина, значи педиатри кои што се занимаваат со развојниот дел на детето, кои што ќе го препознаат и од таму каде што уште и родителите можеби не се во состојба да го препознаат. Значи тоа се фактори кои што ние ќе мораме да ги веќе од сега најавуваме, за да може да се создаде простор и време да оставиме ученици зад нас кои ќе може да продолжат оваа дејност. Значи ни треба кадар. Што велат статистиките? Што научивте во светов? Како расте овој број? Прогресија ли е? Епидемија? Многу е. Како Верувам е ќе се сложи и доктор компаративно Софијанова, многу е. изминативе децении? Оваа болест, овој аутизмот и аутистичен спектар, како го нарекуваат стручните лица, не познава богати сиромашни држави. Го има секаде. Голем проблем има во Америка, тоа што го чув. Тоа се веќе милионски заболени деца. Го има во сиромашни држави многу. Така да борбата е на глобално ниво. Да. Милиони. Може би знаете како се промени стилот и начинот на живење. Не е она како што бевме порано. Пак ќе ставиме дали храната, дали стилот на младите како живеат. Сите тие работи Сите овие зрачења, Wi-Fi, 3G, 4G. Се тоа влие. Само некогаш кога зборуваме се смета дека тоа е едноставно така, само во останува во зборот. Сепак има влијание за идниот живот. Знаете зошто? Затоа што
не можам да разберам во целово, значи имаме проблем во диагностиката, имаме проблем, ја секако ќе ми помогнете и построчно лице да ја разговарам. Оно што ме загрижува е што немаме превенција овдека. Значи се уште не знаеме од што да се превенираме, од што да се чуваме. Да. Значи тоа е она што ме плаши, она е непознатото. Нели, кога би знаеле дека тоа и тоа ги предизвикува тие работи, па не можеш, еве не знам, зрачење радиоактивно во воздухот или од загадување, окей, барем ќе се трудиме нешто да тоа ви го направиме. кажав нели на почетокот кога почнавме да зборуваме, тоа беше и пораката од тие конференции што се организираат на глобално ниво. Значи светски конференции затоа што се уште не е истражено, затоа што се уште не се знаат причинителите и затоа беше покрената таа иницијатива да се пробуди свеста во општеството дека тоа постои и да почнат веќе државите да одвојуваат ресурси, да одвојуваат средства за истражување прво, да се види од каде доаѓа, па потоа донации за потребни ресурси што се потребни за тие деца, за помош на фамилиите и затоа се уште не е откриено тоа е на глобално ниво, се уште траат истражувања, се уште траат Најчесто деца страдаат. Најчесто мислам. Тука почнува. Тука Продолжува понатаму, ако не се реши. Ако не се реши, може да го тегне цел живот. Може за жал. А кажете ми, дали се случува кај постари особи? Јас знам за 27-8 годишен Значи млад се човек. случува, веќе сами го дадовте одговорот. Дали има веќе таа граница и иде и погоре? Не знам за други случаи. Иде и погоре. Значи, тука, знаете зашто? Затоа што мене како родител, бидејќи ја со сета должна почит, ама и доктор Софијанова секогаш ќе потврди дека за многу работи медицински и родителите сами знаат, бидејќи се среќаваме секој ден, лечиме деца секој ден, имаме клиника 24 сата отворена дома, сите ние. Сакам да кажам дека, знаете, тие фактори кои треба да не замислат и да ме не секират. Еве, моите деца се здрави, ама утре внуци ќе имам, нели? Човек треба да биде на се подготвен. Значи, да се елиминира или да се внимава. Понекогаш ги велат дека вакцините се виновни, некои нови вакцини кои содржат жива во нив и слично и така натаму. Но ако ова заболува постар човек кој не добил па таква вакцина, човек ќе се замисли тога што е причина. Што се тие фактори? Значи, науката ќе мора да си го бара медицината, излезот, ама и ние како луѓе ќе мораме да преземаме мерки. Ние ќе мораме барем да импровизираме за да направиме нешто да се заштитиме, не само да се ја смириме совеста. Туку и нели народниот мудрец како ги нашол сите тие лекови. Едноставно целото општество се трудило да си најде лек, така се изнаоѓал лекот, немале институции сите. И младите многу да не размислуваат за дрога, за алкохол и за некои други работи кои што можеби сепак несвесно во периодот на младоста може да го истолерираат. А поготово овие нови синтетички тие поготово кои што еве не знаеме што ќе донесат во еден период кога треба концепцијата на својата потомство да го направат. И што се случува? Ете таа генетска предиспозиција. Да. Но сепак најстрашно е оти човек е одговорен сепак кога е полнолетен за она што ќе го направи. Но збориме овдека аутизм кај деца од најрана возраст. Кога велиме најрана возраст, што се вашите созданија? Дали има дете родено аутистично или од која најрана возраст веќе почнува? Уште веднаш има дечиња кои, например, еве да кажеме, пошто јас работам на интензивна, ние во склопот на самата интензивна веќе 10 години и можда и повеќе имаме дефектолог кој развојно ги следи нив. Затоа нагласи таа развојна педиатрија. Што значи тоа дете родено? Тоа не плаче? Не плаче, за плачење ве рековме хиперактивно може да биде. Дури плаче. Знаете кој ќе спомнете аутистично дете, ја имате пречеток дека е само интровертно и светот не добро. Значи плачат тие дечиња, меѓутоа ви реков начинот на кој што ние педиатрите со дефектолозите кои ги следат, особено во првата година, веќе знаеме дали тоа дете и при самото плачење имате плачење кое е отсетно, нас некогаш плачот ни е диагностика. Вие не знаете колку затоа неонатологијата, ве сами ме изинициравте во мојата област. Затоа не може секој да работи неонатологија. Неонатологија не е возрасен во мало. Бебето не е возрасен во мало.
Значи вие затоа ако веќе сте добар неонатолог, а тоа не може секој да биде, Добро. ќе процените со самото плачење, дали е тоа дрезгаво плачење кое укажува дека нешто се случува во мозочето заради кое детето плаче на различен начин од она кој што плаче за млеко, кој што плаче за топлина, кој што плаче за Ги гледав љубов. на Офра 5 плачења кои мајката треба да ги препознае. Да ги препознае. 5 Ете плачења, така. ау, жедно е, ау, Така, му се така. спие. Токму Да, така. да, имаше, тоа фантастично беше и Тоа е многу да, да. интересен момент, меѓутоа знаете што плачот е еден од најбитните Така комуницира. Комуникации за почеток. И тука веќе осеќате дека кај ова дете нешто да речеме во самото негово изразување на само себе, бидејќи тоа е само единствен начин на изразување на само себе, нешто не е во ред, па го следите. Не можете веднаш пак ќе речам да дадете било каква диагностика, меѓутоа го следите. Веќе во 6-тиот месец има се знае што треба да прави. Дали да седи, некој седат, некој не, како контактира и тоа ние го гледаме, како го подигаме нагоре да стане и каков контакт тогаш воспоставува детето со нас. Првата насмевка, тоа секој студент паѓа ако не знае кога првата насмевка се ова. Кај овие аутистични деца знае да закасне. Ете, тоа е тој емоционален момент. Значи, они се физички во ред, растат, напредуваат, меѓутоа нешто, велат американци, something is missing. Значи, нешто недостасува во целата приказна. Ви сакал сега да одиме со вториот блок на реклами, да го продолжаме разговорот, имам уште неколку подпрашања. Она што треба да го заклучиме, не сакам воопшто да ја намалам сериозноста кај тешко болните деца, бидејќи не разговараме за нив, збориме за нешто ново, нешто непознато, нели кога се однесува за тешките заболувања кои ги третирате на вашата клиника, веќе многу работи се диагностицираат, постои лек и така натаму и многу се издебатирани. Јас се извинувам, не сакам да го акцентирам ова заболување кај децава наспрема другите, да му дадам некоја поголема или помала важност, но ова е една нова област. Така е. Затоа и светот е многу ангажиран. Очигледно и вие ќе се ангажирате и ќе го повикаме и општеството да помогне севкупно да се помогне за оваа состојба. Јас ви ја следев емисијата што имавте токму на денот на аутизмот и видовте каков интерес побуди во јавност. Јас ја следев вашата Реакцијата емисија, на родителите? реакцијата на родителите, реакцијата на Какви се граѓани. родителите? Гледате, во емисија проговорија за тоа. Во емисија побараа тоа што е Никогаш потребно. немало. Јас за 10 Јас ја години... гледав, тоа беше 10 во скопот години- на денот на... Господи Иванова, 10 години сум нон-стоп секоја вечер. Знам што се темите. Јас зошто сум шокиран од ова? Немаше. Пред Да, 10 така години е, едно да. јавување немаше Така е. на оваа тема. Ја нон-стоп добивам и писма и А сознание. цела емисија од 2 часа ви беше посветена токму на тоа. И Ја тоа следев. баш гледачите на ја посветија, не јас. Така, така. Значи тоа значи дека веќе е состојбата на едно ниво кога општеството мора сериозно да Алармантна. реагира. Океј, одиме со вториот блок на реклами, па се враќаме веднаш во студио. Повторно во живо, студиото на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Почитувани гости, иако планирав многу пократко интервју, разговорите едноставно, темите се наметнуваат сами по себе и не можам да ги одбегнам. Протоколарно ќе направивме 15-20 минути, браво, супер, собравте пари, убаво и друг пат пак така и ќе си отидевте. Ама драго ми е што актуализиравте неколку работи особено за аутизмот. Тема која сигурно деновиве јас ќе ја разговарам, а секако нели јавноста ќе ја проследи и стручната и секоја јавност и општеството што родителите ќе говорат. Кога веќе се охрабрија, понатаму сигурно ќе доаѓаме до други сведоштва во врска со тоа. Но ја би сакал сега, ако ми дозволите малку, доктор Софијанова, има неколку случаи кои се многу непријатни, многу тешки, и има некои кои се многу позитивни. Вие од ден на ден се соочувате со секојдневна драма, борба за живот. Знаете, таа борба не е ексклузивна само кај децата и на детска клиника се одвива, таков е животот. Шмеман што вика, ако сакаш да видиш каков е светот, оди во болница. Овој свет е болен, овој свет му треба помош. Но, знаете како, кога ние возрастните ќе се разболиме, некако имаме свест, имаме повеќе сила, знаеме да се окрепиме, но мало дете, тоа е
нешто со кое дури емоциите се многу тешки и во семејството, и неговите, и така натаму, и така натаму. Иако сум приметил дека децата се многу посилни од што ние ги перцепираме во нивното страдање, бидејќи ние го многу посвесно го примаме, они се многу поиздржливи и многу похрабри. Прво би сакал да ве прашам за, разговаравме пред 4-5 месеци за Јован, детето кое беше неколку години во кома, така? Така. Кое се врати и кое сега продолжи. Вие изразивте голем оптимизам за Јован. Докаде е, што е со него и како се одвива неговото закрепнување? Прозбора Јован. Тоа е последното. Амин. Кое што веќе, па како да кажа, во целата таа ситуација негова го очекувавме како кулминација. Значи прооде, веќе го вида и на телевизијата и на медиумите. Тоа беше дете кое навистина западна во прогресивна кома која што практично го однесе од овој свет. И така зборевме нели цело време околу тој свет, во кој што некој го препознаваат, некој не. Јован за жал не го препознаваше добри 4 години. Живееше во својот свет, во кој што прво машините беа неговиот свет, вештачкото дишење беше неговиот свет. Јас го однесов во Словенија, ја знаете приказната каде тука, ова што го иницирате на самиот почеток, неговите родители имаат исто така голема заслуга, не се откажа од своето единче. Тоа беше дете на 7 годишна возраст, независно ние лекарите колку гледавме на целата приказна позитивно, бидејќи неговата неконтактибилност и потреба од наше вештачко овозможување да го одржиме тој живот беше борбата која што и самите родители, вие не знаете каква беше таа мултидисциплинарна борба. Мајката и таткото од една страна, детето кое буквално со сите машини и ние лекарите. Конкретно јас кога го земав, практично да не речам во раци, го однесов во Словенија, каде што требаше барем да се стави една диагноза која ја ставивме. Ја ставија со помош и на дел од сите анализи кои беа пратени на Оксфорд. Што му беше на детето? Значи детето имаше автоимунен енцефалит, значи едноставно со антитела кои што се создадоа во организмот и кои почна да го уништуваат мозокот. Таа терапија која потоа заедно и со колегите од повисоко развиените центри кои суптилно се бават со така наречените ретки ситуации, ретки состојби како што е и неговата, овозможија да скапите лекови кои детето требаше да ги прима, почна да ги прима, независно дали се скапи или ефтини. Лекот беше погоден, како велат, не е важно дали е лекот скапи или ефтин, да се погоди. Се најде лекот и веќе почна постепено со давање на тој лек да се возвраќаат функциите една по една, за кое, кога самите родители веќе почнаа да ги навестуваат овие негови, да кажам, будења, и јас, која што бев највеќе со нив, да не речам не верував, бидејќи јас знам во каква состојба го остави во Словенија. Тоа дете, кога го видов пред година дена во Словенија, веќе беше станато и одеше. И веќе почнуваше да ги обавува моторните функции, значи одење, станување, нормално тоалет и се што треба само. И тоа ми беше исто многу чудно, бидејќи го нема видено веќе година дена, а го знам во кревет, односно во инвалидска количка. Веќе одеше, најнормално, и почнуваше да пишува и тоа толку прецизно да црта, што јас велев, како што кажа господи Иванова, за дел од децата кои што се аутистични, дека се вистински мудреци, мали мудреци или внатре во себе мудреци, јас кај тоа дете го препознав тоа. Но, за разлика од нив, ова дете покажуваше емоции. Тоа што посебно ме остави без текст беше неговата преградка. Просто помисли дека ме препозна. За да сега веќе пред 2 месеци каже добар ден доктор Цули. И тоа лично и персонално. И тука веќе за Кај се видовте? приказна на клиника за детски болести, не влезе внатре, се спрема да додат во Љубљана и во моментот се таму. Јас денес, за да стигнам тука, имавме ние хрватски денови, педиатриски хрватски денови, традиционална школа која се одржува, каде што сме ние почесни гости. И бев во Сплит, од Сплит во Загреб, денеска поминав и до Љубљана, за да стигнам тука во емисија. И во Љубљана успев само да ги слушнам и да знам дека се сепак добри и дека нивното опоравување да не речам комплетно. Значи возвратени се сите моторни функции, значи најнормално детето оди и веќе постепено зборовите, да не речам интелектуален говор, постепено се возвраќа назад. Колку години има Јован? Сега 12 години. 12 години. Значи 5 година. Прогнозите се за него дека ќе се врати потполно. Нема понатаму околу тоа полемика. Нема Може ти да полемика. го викнете. Само значи
процесе. Да, Ќе го кај викнам? Да, со задоволство ќе го викнам. Тоа е успешна приказна, гледате. Тоа е успешна приказна. Добро, таа се уште трае, има Да, тука уште ама- многу. За нас лекарите, бога ми, уште веќе кога јас го видов него дигнат и веќе со можност да буквално ја обавува комплетната своја секојдневието, во секојдневието детето беше најнормално, веќе значеше дека успехот е загарантиран. Јавноста е згрозена од еден чин во нашето општество, за жал, не е имуно од она што се случува од дел од светот. Прашање е само дали овој свет, како што вели Томас Елиот, нема да заврши со торжествен тресок, туку бавно цвилејки. За жал се соочуваме со такви работи кои се просто надвор од поимувањата, надвор од она што може нормален човек со минимум морални и етички вредности да го исперцепира ментално. Чедоморства се случија неколку, но ова последно беше просто неверојатно. Докторе, продолжете вие за да ја останам достоинствен во овие искажувања, затоа што премногу емотивно ќе говорам ако продолжам, бидејќи многу гнев ми навира, многу револт ми навира, кога ќе се сетам каква судбина и што све преживеа ова неколку месечно. Колку, не знам ни колку е старо. Неколку дена старо дете. Неколку дена старо дете. Да. Кое вие го крстивте? Најден. Го крстивме сите заедно, бидејќи беше најдено и ние сите кои што се најдени новороденчиња или доенчиња ги крстуваме како најденчиња и од тука дојде најден, најмашко новородено кое е родено со нормална килажа, некаде околу 2 кила и 680 грама со нормална должина. Гледајте го парадоксот. Од една страна имаме родители кои молат да имаат деца, од друга страна го имате случајот на најден, каде што буквално, веројатно после раѓањето, некој, не можеме да судиме, се уште постапката е во тек, проба да го одземе неговиот живот на многу морбиден начин, бидејќи од тисоците, од стискањето околу вратот, кој предизвика софокација, односно гушење, од една страна и бидејќи при тоа нормално дека плачат новороденчињата и децата сите ние, тоа е нормално актот на преживување во кој што веројатно е фатен јазикот и е пробано да се истиот отсече. Тоа беше нешто што не сме го доживеале, морам да речам до сега, или барем такво дете можда не преживело. Отсечен му е јазикот, значи пресечен до половина. Некој свесно пресечен до половина. Да, тука нема дилема околу тоа, бидејќи тие оттисоци кои ги видовме околу вратот и... Да ве прашам веднаш, пред да продолжите. Ја неколку пати го прашувам тоа во јавно и никој нема храброст, дури ни на СМС, ни тајно да ми одговори. Дали дојде полиција да земе ДНК, да земе оттисоци од детето, да се бара истрагата за да се најде родителот? Еве веднаш ќе ви одговорам, се веднаш превземе. Во моментот уште, нормално, во интерес на сите Ако може работи, нешто да ме смири во овој момент, Да. драго ми е што ова го слушам. Јас од дома дојдов, за неговата состојба. Разбираме дека е се уште критична. Дали при обидот за да се јас се извинувам, знам дека е драматично за ова да се збори, ама знаете како, тоа е вистина и треба да се соочиме. И дека ние како општество многу често, многу лесно во ова војка лабалак, во ова трка вртиме глава. Да не гледаме, доволно си ја моја белја, да не гледам и туѓата. Не смееме, сигурно. Кажете ми, како преживеало ова бебе? Дали имало колебање во стисокот? Дали мислел дека го убил бебето? Дали повредите на тој дел за дишење му се трајно нанесени тие повреди? Не интересира? Не се трајно нанесени, освен јазикот кој е пресечен, а ние пробавме веднаш и направивме све што е до нас, односно со колегите од максилофацијална хирургија веднаш стапивме во контакт, бидејќи тој дел од оралната празнина каде што е јазикот е нивна, да кажам, хирушка гранка и колегата веднаш дојде уште во саботата кога и беше донесено пред 12 дена и е направено сутура или се вели подшивање на јазикот кој што како патрљак висеше внатре во устата празнина. Со оглед на тоа дека јас сум човек кој што работи на интензивна и знаете дека тоа е мојата работа, јас и го доживеав детето и сватив дека
тука не е едноставно да се сето тоа реши, бидејќи имаше знаци за одминување на животот. Меѓутоа ме прашавте во која фаза бил тој кој што го правел овој чин. Значи, сепак во одреден момент проработела онаа, да кажам, веројатно човечка димензија, пошто немам други зборови и сигурно и јас како да се изразам за таквиот чин. Не е стиснато максимално. Не е стиснато максимално и мозокот е добар. Тоа нешто ни дава нас неверојатно голема желба да продолжиме и да не беше, пак ние ќе го работевме свој дел. Јазикот е трајна повреда, никогаш не ќе може да прозбори. Ќе видиме, пак не можам да кажам до крај, може би чудо ќе се деси и тука, едноставно некогаш не знаете што може се да се случи. Од наша страна е направено се, ќе направиме ревизија од која ќе го извадиме комплетно од сите апарати. Бидејќи се уште е со наша помош. Така и дише? Така и не дише само. Одлично плуќата ја брзо развентилиравме, да речеме, односно ја возвративме. Меѓутоа се бориме со инфекцијата, знаете, тоа се нехигиенски. Значи, сега е проблем инфекцијата. И еден момент, баш го разговаравме со госпоѓа Иванова пред да почне емисијата, баш денес, околу тој детај, значи има детенцето и покрај тоа што ние го седираме, не го седираме, значи не му даваме дополнителна терапија, оставаме природно да се извлече, бидејќи тоа е најдобриот начин. Што значи седирање? Седирање значи да му дадеме седатив за да го адаптираме да дише без сопствено дишење, односно да дише само со помош на машината во која ние задаваме комплетна контрола. Во овој момент не трпи болка. Не трпи болка сигурно. Не се мачи во овој. Не се мачи. Меѓутоа, она што го приметивме денес конкретно, бидејќи јас не бев тука овие 2 дена, бев во Сплит, приметив дека има некакви трзеи кои одат во прилог дека мајката може би консумирала дрога во текот на пременоста, кои предизвикуваат пост така наречен абстиненцијален синдром кај новороденото, кој се приметува преку одредени такви трзеи, а ние имаме искуство со тоа. Јас во Австралија, баш во таа област, бев насочена да ги гледам децата што да се прави со децата кои што мајки се декларирани кои што земаат дрога во текот на пременоста. Се раѓа детето како зависник. Како зависник на индиректна, бидејќи е поврзано со циркулацијата на мајката и нормално дека дел од тие други влегуваат во самото новородено. Она што го гледаме како симптоматологија по овие 12 дена е практично нешто што ни укажува дека веројатно мајката и консумирала дрога. Тоа ние ќе си го средиме, бидејќи се знае дека ќе дадеме лекови со кои што практично ќе го минимизираме тој ефект и мислам дека со тоа веќе ќе бидеме... А може да се види тоа на хемиска анализа на крвна слика и така? Земено и тоа, да. На себе ќе помисливме. Знаете, како прво го спасуваме животот, тоа е оној ургентен дел, спасуваме животот, потоа се насочуваме кон пикантериите или оние детали кои не насочуваат во овој или тој правец. Ќе дојдеме до дијагнозата и ќе ви биде кажано. Наскоро ќе дојдеме. Оно што е највеќе за радување дека ехото на централниот нервен систем преку кој визуализираме каква е состојбата на мозокот е задоволителна. Да не речам, не постои некој позначено крварење кој би очекувале понатаму да направи невролошки дефицит или нешто што ќе го оштети здравјето на детето. Значи, главно сега борбата негова и она што му е животот во ризик е поради инфекцијата на целиот организам. Да. Докаде е таа состојба? Ставена е под контрола. Ние уште веднаш, уште при самото доаѓање, знаејќи дека се работи за нешто што не е ниту породено во болница, каде што се стерилни услови, значи се нестерилни работи кои што се сигурно дека и тоа со кој што е направено обид да се пресече јазикот било нестерилно, значи даваме тројна антибиотска, дури не двојна, туку тројна антибиотска како да лекуваме сепса. Очекувавме да се јави сепак некаков тип на инфекција. Тоа е мал нежен организам кој не е адаптиран во надворешните услови како што се очекувало физиолошки, туку патолошки доаѓа на свет. Оваа негова патологија доведе да ние веднаш превземеме акција, да ги сите очекувани понатамошни ефекти спречиме. И на добар пат сме, а и веќе да не речам скоро на крај сме на приказната да го извлечеме ова детенце, се надевам. Све добро. Освен за јазикот за кој ќе полемизираме во други. Како сте, госпоѓо Иванова? Ова побудува емоции. И сега доаѓате до заклучок зошто е потребно сето ова што го правим. И во овој случај се покажа хуманоста. Да. Се покажа хуманоста на многу мајки, кои што сами се организираа преку социјални мрежи, преку организирање на настан, преку донации, преку носење на облека, средства за храна, добро, можда не за храна, меѓу средства за облека, за посвојување на детето, сите иако изразија државата желба. во моментов се грижи, му го спасува животот, го лечи, но него потребно... проработе хуманоста кај граѓаните. Ете, тоа е тоа што државата се направи, го збрини, го донесе во изморедни раце, во стручни
одлична раце. Меѓутоа, тие што сакаат да им проработи тоа, кај што има чувства, кај што има емоции, не можете тоа да го сопрете. Во оваа прилика Еве се види сакам тоа. на сите да заблагодарам, бидејќи и тука отворивме донаторска сметка на барање токму на многу мајки, на многу луѓе кои што сакаа навистина несебично да помогнат. Јас навистина им благодарам, иако нормално ние сепак, како што кажа господја Иванова, е згрижено, одлично, со сите се му даваме, значи тука нема. Но знаете што сватив? Едно време викам, добро, што е сега, чекајте да го спасиме животот, нели, како лекар. И сватив дека грешам, зошто? Љубовта на тие мајки што ја дадоа преку тие, да речам, пелени или преку независно дали млеко, дали било што, преку шпилхозни или било што, немаше цена, немаше вредност. Ја пренесла љубовта врз детето и затоа веројатно работите одадвака. И затоа им благодарам на сите. Ете, гледате. Господи Иванова, колку е... знаете што можете сега да помогнете? Мој предлог е, размислете за ова. Ова дете има предлог, обарување, нашинци од Канада да го посвојат на еден. Да, следев тоа денес. Дајте, нека отиде таму, да помогнеме, да не дознае Да. ништо што му се случило у животот. Ништо да не дознае, да не ја види оваа емисија, да не дознае што му направиле и нека си Да не живее со поживее траума. посреќен живот. Не, он нема веќе, он ја има доживотно траумата. Да. Кој ќе стане свесно дете, кој да не си постави прашање, да еден ден го доведе до ова, Да. и да си рече, Боже моју, како свет ја живеам. Ова моја родена мајка ми го направила. Мислам, не заслужува утре, ако го спасиме ова дете и тоа да го доживе. Така, така. Ќе го спасиме, мора да го спасиме, веќе сме на добар пат и пак ќе кажам и љубовта на целава држава се покаже уште еднаш и тука нема граници. Навистина, ни национални, ни политички, ни било какви, Никак. нема граница. Да, кога? Сите се јавуваат, дури мене ми се јавуваа на телефон, што да направиме, јас ви реков, дури ми предизвика, правиме веќе се. И сватив дека направија повеќе од што очекува. Гледате Добро. дека децата обединуваат секогаш. Обединуваат, така е. Без разлика Така е. на било каква причина. Дали го знаете донаторскиот телефон за најден? Имаме ние донаторска сметка, да, донаторска имаме донаторска на клиника за детски Ја ќе болести, објавам на Facebook и утре Нема во проблем. емисија за телефонот за донации за Кампањата за кампањата ургентни. се уште трае. Да. Телефонот е кој беше 14321. Ова наизуст се знае. Ја после муабетов додека не стигнам до диазепамот дома, бидејќи сега да трчам по улици и да возам. Не, мислам дека велосипед. треба да бидете позитивни после вакви случаеви кои што одат секонд добро. Да. Верувам дека ќе бидете најстрикни кои ќе објавите приказна дека најден е спасен и дека Знаете што е уствари среќата Мислам од целата дека- приказна? Дека тука се случува и дека и ние помагаме исто. Нема среќа во овој случај, бе, доктор Во Софија. овој случај, Ова е да, трагедија меѓутоа- на нашето општество. Ова е трагедија. Ја да го прашам дедо ми дал ке се сети, покоен, да го призивам дедо ми, прадедо ми, дали нашите општества, ете, тие назадни, конзервативни, ненапредни, непрогресивни, заостанати наши општества, дали памтат вакви нешто? монструозни дела? не. Незамисливо е просто. Незамисливо. Татко ми, како викаше, бевме семејство од 8 деца. И сега од тие 8 преживеа 3. Уште ја памти, другите на претходните 4 умреле. Такво било времето и така натаму. Уште ја плачеше, сестра му што ја памти како едно бебец. Така. И сега викам, ајде бе, стар човек си бе, викам, возрасен, абе, не ми остава и пример, па и мене ми се тресе вилицата и јас се расплакувам ово, она. О, сестра ми. Цел живот се носат тие емоции. Емоциите немаат контрол. Колку е Ја не можам да ја сватам таа патологија на умот, да нанесеш, не, џабе да отварам тема, нема тема што овде отварање. За жал ми е што нема лек за оваква работа.
Едноставно, ние мораме само да бидеме поригорозни и поригорозни, да бараме по-драконски законски мерки, барем со стравот да ги спречуваме луѓето кога веќе немаат морал и етиката се губи и така натаму и така натаму. Јанко, ајмо се оптимистично да ти кажам. Нели има една Добро бе, поговорка како се која носите вели- вие со овие емоции? Еве, вие имате 1000 деца и умираат и болни сте, ќе се испотресете и така натаму. Сигурно, ама идете на второ. Шо правите? Не се дрогирате, не пиете алкохол. Еве, викаш трчаш од Не Сабајле. трчам од Сабајле, да. Еве ќе ви кажам како се носам јас и мојот тим, пошто сме разговарале на таа тема. Има една Да, поговорка. не те прашувам само тебе, прашувам за целиот тим, за сите вас. Дека јас работам Што се шок соба, носите? тоа се знае дека важи за луѓето кои што Најдраматичните работат работи тешка, ги гледате. Посебно за деца кога стана збор. Родиме мајко со късмет, ама фрлиме на буниште. Дај Боже ова да биде со дете, ама нели е така како една позитивна сепак Да, сепак нели? и ве разбирам дека сега целото општество ќе биде Так, фокусирано на позитивно него и фокусирано. сите ќе сакаат да му помогнат и дека ќе има еден убав достоинствен живот и Да, баш. тој што го направил тоа, Ќе го најголемата казна да. ќе му биде ова, кога ќе го гледа ова дете како расте, како здраво, никогаш Како е не ќе може спасено. како е Да си спасено. прости на тоа што Тоа го ќе биде направил уште како- пострашна казна која ќе Да. се соочиш со ликот на тоа. сопственото злосторство. Баш така. Да. Иначе ние се носиме со тоа што конкретно Кој да го направил, јас, не знам така. Јас многу сакам да повремено кога имам време свирам клавир, тоа ми исто така вади една енергија убава. Па можете да го замислите Бах во Софијанова верзија. Како изгледа? Техно. Нели? Техно. Да. Или трчање кое што така едноставно со позитивни мисли морате иначе таа негативна енергија после раѓа други негативни енергии. Ете уште една заедничка работа што имаме, веројатно и тоа е, бидејќи јас свирам клавир, така да гледате како ќе сме се направиме нашла. можда и заеднички концерт. И ја ве осеќам блиски, јас слушам клавир. Се шегувам. Добро, ви благодарам многу за вечерашното гостување. Се извинувам што избегавме малку од темата. Темата требаше да биде само донаторската конференција, но одевме и на една повисока, разговаравме и за издигнување на општествената свест, па и за некои подраматични случувања кај нас. Ја ви благодарам на искрените одговори и за учеството во емисија, но пред се ви благодарам за ентузијазмот, за добрата волја, за позитивната енергија што ја ширите и за вашиот личен ангажман да оставите еден позитивен пример во општеството. Од име на сите родители ви благодарам. Благодарам. Благодарам и ние. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Емисијата ќе биде ставена на YouTube и ќе можете да ги проследите деновите во наредните денови и ќе идат репризи во обичаените термини. Се гледаме утре вечер. Лека ноќ и пријатно.